Кочанските училишта подготвени за втората половина од учебната година. Поради грипот и за заштита од него, Министерството за образование препорача сите воспитно-образовни установи да се дезинфецираат и да се проветрат и исчистат темелно. На првиот ден од второто полугодие ќе им биде кажано на учениците, доколку некој има настинка, да не посетува часови. Основното училиште Малина Попиварова ги заврши сите подготовки за успешен почеток на второто полугодие, учебна 2013-2014 година. Посебен акцент дадовме на хигиената, имајќи во предвид најавите дека експанзијата на грипот се очекува со почетокот на второ полугодие. Овластена институција изврши дезинфекција на просториите во училиштето, а техничкиот персонал во моментот врши и оние ситни хигиенски работи кои се заостанати од првото полугодие. Сакам да истакнам дека имавме наставнички совет на кој дискутиравме за состојбата со грипот. Во понеделник на оделенскиот час наставниците имаат задолжение на учениците да ги пренесат кои се превентивните мерки за од грип, нивното однесување, подигање на хигиената на повисоко ниво, односно секој наставник е задолжен, секое дете кое приметат кај него и најмали симптоми на грип да го праќаат дома, односно да се лекува во домашни услови или како ќе одлучат родителите во консултација со матичните доктори. Дезинфекција и темелно чистење е направено и во останатите основни и средни училишта во градот за успешен старт на второто полугодие, превентивни мерки за заштита од грип. Нафта за грејење има доволно, истакна советникот за образование во општината Голубина Георгиева. Завршени се и сите активности во делот на воспитно-образовната работа во училиштата и мерките за нејзино перманентно подобрување со следење на обуки и примена на нови позитивни практики, додаде Цимбалевиќ. И секој предмет е покриен со компетентен наставник, така да продолжуваме со несмалено темпо за реализација на наставниот план и програма и посебно во наставните активности. Екипите од Центарот за јавно здравје ја дезинфецираа и Кочанската детска градинка Павлина Велјанова, која е исто така темелно исчистена и проветрена.